Почитувани, се повеќе индици говорат дека тендерот од 22 милиони евра е местен од страна на власта за конзорциумот во чиј состав е Ептиса, која е претходно прогласена од истата влада дека работела незаконски, неетички и несоодветно. Најновите документи кои дојдоа до нас говорат дека Electra Solutions на 30 годишниот Андон Ампов, која е составен дел од конзорциумот која го добива тендерот од 22 милиони евра, добива лиценца за надзор во тек на постапката за избор на надзор на изградбата на коридорите 8 и 10Д. Ова е лиценцата која Министерството за транспорт и врски ја издава на Electra Solution на ден 3.10.2022 година, што е 3 недели откако е распишан јавниот повик за избор на надзор на изградбата на коридорите 8 и 10Д. Овој документ говори дека во периодот кога јавниот повик бил распишан, Electra Solution немала лиценца за надзор и истата лиценца ја добива на само 2 недели пред истекот на првичниот рок за доставување на понудите кој бил на 17.10.2022 година, рок кој што на 10.10.2022 година е продолжен за нови 8 дена. Дали Electra Solution ја вади лиценцата со цел да учествува токму на јавниот повик за избор на надзор на изградбата на коридорите 8 и 10Д? Дали рокот е продолжен за да може да се формира конзорциумот на Ептиса и Electra Solution? Дали со продолжување на рокот за поднесување на понуди, власта им овозможува на конзорциумот Ептиса Electra Solution да достават понуди? Со изборот на конзорциумот Ептиса Electra Solution, надзорот ќе го вршат фирма за губар, како Ептиса, и фирма која лиценцата за надзор ја добива во тек на огласот. И не само што Electra Solution добива лиценца во тек на постапката за поднесување на понуди, туку и истата, односно нејзиниот собственик и управител Андон Ампов, се именувани да го представуваат конзорциумот. 30 годишниот Ампов од Electra Solution, која добива лиценца во тек на постапка, и кои немаат никакво искуство во работењето со проектот тој обем, е избран за представник на конзорциумот кој треба да врши надзор од 22 милиони евра врз инфраструктурни проекти од над 1 милијарда евра. Очигледно е дека има многу прашања на кои Почварски и Ковачевски мора да почнат да даваат одговори, а јавното обвинителство да почне истрага пред воопшто да почне проектот и пред можеби да бидат нанесени штети врз проектот и буџетот. Ви благодарам.